Добар ден! Гледате уште една емисија посветена на здравјето. Емисија со второ мислење. Денешната тема ќе ја посветиме на кардиоваскуларните заболувања. Тоа е една од најглавните причини за смртноста кај луѓето. Останете со нас. Кои се причините за појава на кардиоваскуларните заболувања? Како да се заштитиме и зошто токму овие состојби се едни од најголемите причини за смртноста кај луѓето, ни објасни доктор Горан Николов. Денеска со нас во студиото е доктор Горан Николов, специјалист интернист, субспецијалист кардиолог од Центарот за внатрешни болести срце од Скопје. Добар ден, докторе, добро дојдовте во емисијата Второ мислење. Добар ден. Благодарам за поканата прво и поздрав до вашите гледачи. Така, ајде за почеток, кажете ми која е најголемата причина за смртноста кај луѓето? Значи вака, светските статистики, а и нашите статистики во нашата земја, отприлика корелираат со светските статистики. На прво место во светот се кардиоваскуларните заболувања. На второ место се сообраќајните несреќи, а на трето место се малигните заболувања. Значи, на светско ниво 17,5 милиони смрти имаме како резултат на кардиоваскуларните заболувања. Значи, тоа е една вистинска епидемија. А кои се ризик факторите? На кои може да се влијае и на кои не може да се влијае? Ризик факторите за кардиоваскуларните заболувања може да се поделат на две групи. И тоа оние кои се модифицирачки, значи кои може да се менуваат, и оние кои не се модифицирачки. Така да овие кои не може да се менуваат, во нив спаѓаат возраста, половата припадност и нашиот генетски материјал кој сме го добили од родителите, значи генетиката, наследството наше. Додека другите фактори се општо познати фактори, како што е покачениот крвен притисок, гојноста, пушењето, дијабетот. Тоа се све ризик фактори кои можеме да влијаеме, на кои можеме да ги модифицираме. Така, еве имаме податоци дека кај жените е доста голем ризикот за заболување токму од кардиоваскуларните болести. Зошто кај жените е поголем процентот отколку кај мажите? Сега ќе ви дадам еден податок кај што кај жени кои имаат карцином на дојка, значи рак на дојката, 60% од тие жени мислат дека тоа им е најголем проблем. Меѓутоа, на светско ниво, смртноста од кардиоваскуларните заболувања е 8 пати поголема кај жените од срцево-садовните заболувања него од ракот на дојката. Зашто е тоа така? Денешната жена е доста експонирана. Таја работи исто како и мажот, привредува. Помалку е платена од мажите и, нажалост, ова е свет на мажите, така велат. Мислам дека малку ќе се промени тоа во некој идно време. Тоа е фрустрирана, таа понатака ги прави сите работи домашни, и е домаќинка, и е сопруга, и е мајка. Значи, она е доста експонирана и заради тоа на некој начин, еве, пак ќе кажам, целата работа е малце подценета. Меѓутоа, во последно време на нашите конгреси, кои одиме нашите стручни состаноци, има и веќе посебни топици, посебни конгреси за здравјето, за кардиоваскуларното здравје кај жените. Така, може ли да ми кажете симптомите, првичните симптоми кои се, доколку постои некое кардиоваскуларно заболување? Па видите како сега, кардиоваскуларните заболувања се голем диапазон на болести. Најповеќе и, да кажем, најголем убиец е коронарната артериска болест, што ќе рече затнувањето на крвните садови, на срцевиот мускул кој го исхрануваат. Значи, со последица со незините клинички форми на ангина пекторис, инфаркт на срцевиот мускул. Симптомите некогаш може да бидат класични, да имаме градна болка, која најчесто се појавува на напор, на студ и на нервоза, меѓутоа некогаш тоа може да биде атипично. Поготово кај жените
имаме атипични болки. Па тие болки може да се проецирани во грбот, знаете, позади, понатака во рацете. Понатака исто така може да имаме глад за воздух и тоа да биде еден еквивалент. Значи таа диспнеа, како ние викаме, тој глад за воздух, недостаток на здив, да биде еквивалент на ангина пекторис. Значи, многу битно е што ризичните фактори може да се контролираат успешно. Пример, вие ако имате зголемен крвен притисок, имате моćни лекови кои може да го контролираат крвниот притисок. Ако имате зголемени масноти во крвта, исто така постојат лекарства. Исто така, ако сте пушач, вие тоа може да го контролирате, тоест да престанете да пушите, да се одвикнете. Ако сте физички неактивен, вие може да се активирате. Значи, тоа се тие модифицирачки фактори кои се многу битни. И со тие фактори, значи, ако вие имате погрешна исхрана, ако вие не се движите, ако вие пушите, 80% од овие кардиоваскуларни болести може да се коригираат. Тоа е голем процент. И затоа ние на нашите пациенти им велиме дека тие активно мора да партиципираат во своето лекување. Тоа е нашата задача на лекарите. Значи, ние да ги едуцираме луѓето, да им укажуваме, нели, за овие значајни ризик фактори. Добро, значи, пред малку спомнавте целта на лекарите. Меѓутоа, еве, како би ги потикнале вие пациентите за да престанат, да речеме, да пушат, да престанат да јадат нездрава храна, да имаат поголема физичка активност? Вака сега, кога некои работи би се правеле групно, а да не биде поединецот свртен сам за себе, ефектот е подобар. Така да, ако вие имате една група на луѓе кои се движат, кои повеќе спортуваат, се собираат, возат велосипед, планинарат, значи тука заслабењето е 3 пати поголем ефектот. Или пак една група која се едуцира да престане да пуши. Тие имаат шанса 2 пати повеќе да го намалат пушењето него овако. И затоа кредото, геслото на Конгресот 2012, не на Конгресот, него на Светскиот ден на срцето за 2012 беше дека заедно можеме повеќе. Значи, кога би можеле да направат, да речеме, сите оние кои што сметаат дека имаат некое кардиоваскуларно заболување или некој симптом, кога би можел да се направи првиот преглед? Кога е најдобро да се направи првиот преглед? Јас мислам општо земено, генерално дека првиот посериозен кардиолошки преглед треба да се направи на 20 годишна возраст. Имаме луѓе млади кои се бават и со спорт, има група на вродени кардиомиопати и други пореметувања на срцевиот ритам, на залистоците. Значи, првиот посериозен преглед би требало да се направи на 20 години. Исто така би напоменал дека злоупотребата на андрогените стероиди, значи сега младите тоа е тренд, се знае кои се последиците од тоа, нели, покачување на крвниот притисок, намалување на хормоните, зголемување на маснотиите, намалување на добриот холестерол, значи зголемен ризик од кардиоваскуларни заболувања и ние мораме младината да едуцираме уште од најмала возраст, така е. Докторе Николов, што би им препорачале вие на нашите гледачи за крај? Па добро, јас би рекол на крај, за да го уживате животот, тоа подразбира да имате здраво срце. Ви благодарам, докторе, што ја прифативте поканата да бидете дел од Второ мислење. Благодарам ја до вас за поканата. А вие, драги гледачи, доколку сакате да закажете некој преглед кај доктор Горан Николов, веднаш после емисијата можете да се јавите во 24 вести и да го добиете бројот. А ние продолжуваме понатаму.
повторно ќе разговараме со гостинката од Софија, од Реiki центарот, Екатерина. Екатерина, добар ден, добро дојдовте во Второ мислење. Вака, може ли да ми кажете сега како Реики ја третира срцевата болест, односно кардиоваскуларните болести? Ами мога да направо да започна с един пример. Моя леля има операция на сърцето с изкуствена клапа. Тя има посвещение даже във втора степен рейки. И тя самата си работи редовно със себе си, когато трябва някой път да й помогне и аз си помагам. Има и разширени вени и сама си помага с рейки. Може ли и вие конкретно да ми кажете начин како може некој сам да си помогне? Ами, именно ако получи така нареченото посвещение в рейки, той ще може постоянно да е в този поток оздравителен енергия и когато има такива пристъпи и нататък, за да няма да изпада в паника. Той знае. Имахме случай с пак наш курсист, неговата дъщеря в Италия, той самичък в къщи, наскоро беше починала съпругата му. През нощта аз сънувах сън и се събудих и се чуих, що го сънувам, как сънувам такъв сън, как един питон се е увил около гърдите на мъж и аз как му давам съвети. След това дъщеря му се обади, дойде си от Италия. По времето, когато съм сънувала аз този сън, той е получил инфаркт. Но докато дойде и бърза помощ, има една мудра, която ще покажа. Това е позиция с ръцете, която действа като бърза помощ. Неговата вяра, че рейки ще му помогне и с тази мудра след 2 дни го изписаха. Просто професор Чирков го е прегръщал и се е чудил. Не казвам, че лекарите не са му помогнали, но 1 час него го е спасило рейки и живото спасяващата мудра. Показалица се слага тук, палецът допира тези 2 пръста, а този е свободен. Ние учиме всички хора, не само които са в рейки, това всеки сам трябва да си го прави. Има въздействието все едно, че човек е взел нитроглицерин. И това го е спасило. Рейки. Това е значи конкретно за срцеви заболувања, за инфаркт. Да. А там се наоѓаат некои центри? Да. Тук е меридианни центри. Има много такива мудри позиции с ръцете. Има за високо кръвно, за проблеми с очите. За високо кръвно ето тази окей. Ето казват. За проблеми с очите моля другарко, както в училище. Има и хубаво човек да ги знае, защото с този, която е за очите, друг мой курсист си подобри зрението. Кај сите заболувања од голема важност е што внесуваме во нашиот организам. За таа цел ви подготвивме неколку совети. Условен и фундаментален фактор кај заболувањата на срцето е исхраната, која треба да биде лакто-вегетаријанска и сиромашна со сол и калории. Треба да се состои од високо квалитетна органска храна, особено житарки, храна во вид на семе, свежо овошје и зеленчук. Храната која треба да се избегнува кај овој вид на исхрана се производите од бело брашно, сладката храна, чоколадите, храната од конзерва во вид на сируп, меки пијалоци, каши, чај, кафе, алкохол и цигари, а исто така и масти од животинско потекло, како што се путар, крем и полномасно месо. Солта и шеќерот треба да се намалат колку што е можно повеќе. Свежото овошје општо земено се смета за корисно кај третман против заболувања на срцето. Грозјето го тонизира срцето. Тоа е особено ефикасно кај болката на срце и аритмијата, а заболувањето може да биде забрзано контролирано доколку пациентот се адаптира ексклузивно на диета од грозје во период од неколку дена. Сокот од грозје е особено важен за лицата кои искусиле срцев удар. Јаболката имаат особини кои го стимулираат срцето. Пациентите кои патат од слабо срце може да имаат голема корист доколку си дозволат почеста примена на ова овошје во својата диета, како и джем од јаболка.
Кромидот е мощно корисен кај срцевите заболувања. Тој е корисен во нормализирањето на количината во проценти на холестеролот со тоа што го оксидира вишокот на холестерол. Една кафена лажичка на свеж сок од кромид наутро е корисно за вакви појави. Медот има извонредни особености за спречување на сите видови на заболување на срце. Го тонизира срцето и ја подобрува циркулацијата. Особено е ефикасен против кардичната болка и аритмијата на срцето. Една кафена лажичка дневно по оброци е доволна за да ги спречи сите видови на срцеви неволји. Пациентите со срцеви заболувања треба да го зголемат внесот на храна која содржи витамин Е, со што овој витамин ја подобрува функцијата на срцето на тој начин што го балансира кислородот на ќелиите во срцето. Исто така ја подобрува циркулацијата и мускулната сила. Витаминот С е исто така клучен во заштитата против нарушувањето на капиларните мембрани, така што може да предизвика појава на срцев удар. Исто така заштитува од висок крвен холестерол. Стресот предизвикан од лутина, страф, разочарување или слични емоции може да ги накачат мастите во крвта и нивоата на холестерол, но ваквата реакција на стрес е послаба доколку диетата на исхраната е богата со витамин С. Пациентот треба да обрне внимание на останатите природни закони за здрава градба како што е редовната физичка активност, земањето соодветен одмор како и присвојување на позитивен ментален став. Од програмата на Каливита ви ги представуваме Лутеин плюс, за секого на кого му е потребен јасен вид. Спирулина хлорела плюс. Алгата спирулина е многу корисен извор на хранливи состојки. Супер коемзим Q10 плюс. Коемзим 10 е субстанција која представува незаменлив извор на енергија, потребна за сите клетки. Каливита International. Во срцето на главниот град, ресторан Звезден океан. Позади домот на градежници ќе го најдете местото што ги крие тајните на здравата исхрана. Уживајте во својот оброк од свежа и вкусна храна приготвена од врвни кувари и докажани мајстори кои одлично ја познаваат кинеската кујна. Уживајте во најздравата и највкусната храна на светот. Звезден океан. Најактуелни козметички иновации. Козметичко студио Жанета Естетик. Добитник на престижната награда Златна маска за врвни достигнувања во медицинската козметологија. 16 години грижа за безпрекорна убавина и решение за вашите естетски проблеми. Жанета Естетик. Чекор до сопствено совршенство. И овој пат со собственичката на кинескиот ресторан Звезден океан Силвија Лио разговаравме за поврзаноста помеѓу кинеската храна и болестите. Добар ден, господја Силвија, добре дојдовте во Второ мислење. Добар ден. Бидејќи вие сте представник на кинеската кујна и на кинеската култура, па може ли да ми кажете кои јадења се добри за кардиоваскуларните заболувања? Во поглед на кардиоваскуларните болести, имав можност да прочитам посебна скрипта која што се содржеше од производи кои во Кина обрнуваат внимание за бидат застапени во храната, за да помогнат на сите оние луѓе кои што имаат проблеми со кардиоваскуларни заболувања. Во Кина постои една многу позната реченица која кога станува збор за исхраната, се вели дека современиот човек се трансформира од човек кој што се храни за да живее во човек кој што живее за да се храни. Кина е една од земјите кои што е поборник против ова, бидејќи обрнуваат внимание на здравиот дух и здравото тело. При тоа морам да напоменам дека во нашите специјалитети во нашиот ресторан, читајќи го тој водич, се трудевме да примениме сето она што Кина како традиција го поддржува во нивната исхрана и затоа ја применуваме сојата во повеќето од нашите специјалитети, која што потекнува од Кина и
повеќе од 3000 години е застапена во нивната исхрана. Освен тоа што е здрава, таа е одлична замена за месото, бидејќи белковините кои што ги содржи се поквалитетни и поприлагодливи за човековиот организам. Ние користиме во нашиот ресторан, во нашите специјалитети, како додаток во јадењата, како зачин, ја користиме во оризот, ја користиме и во супи. Нашето мени изобилува со специјалитети многобројни од соја, например како што се пилешко во сос од соја, супи во кои што ставаме соја, оризот во сос од соја ни е доста познат и проучен. Освен специјалитетите со соја, ја препорачуваме и рибата, која што содржи омега-3 масни киселини и ги намалува триглицерините, со што се подобрува еластичноста на крвните садови. На тој начин, преку конзумирање на рибата и морските плодови, се намалува опасноста да се блокира протокот на крв и веројатноста да се појави тромб. Кои специјалитети ги препорачувате што ги имате во вашето мени? Еден од специјалитетите кои би ги препорачале за нашите гости е специјалитетот палачинка во мису сос, која што нели денес ја имаме на нашата софра. Моментално во нашето мени го немаме овој специјалитет, е еден од новите специјалитети кои што решивме да видиме како ќе им се допадне на нашите гости, особено оние кои што се долги години љубители на кинеска храна и кои што веќе ги пробале повеќето специјалитети во нашиот ресторан, па сакаат и нешто ново. Морам да напоменам дека мисото е повторно производ од соја. Тоа е паста од соја која што се добива со долготраен процес на ферментација на соини зрна, сол и некои житарици, како што се јачмен, ориз и пченица. Значи, мисото не е само сос, туку тоа се користи и како лек, бидејќи има посебни здравствени ефекти. Содржи висока количина на гликоза, која ни дава енергија, па затоа се препорачува посебно при психофизички напор и во текот на зимата, бидејќи го загрева телото и спречува чувство на студ. Исто така, мисо сосот е богат со ензими кои го потикнуваат и го потпомагаат варењето на храната. Исто, освен со ензими, мисо сосот е богат и со минерали, кој што влие на урамнотежување на метаболизмот. Мисото, мора да напоменам дека влие и на надворешната убавина, бидејќи ја храни кожата и крвта и го забрзува процесот на градење на ткивата и ќелиите на кожата. А со тоа придонесува за убавината на надворешна, поточно ја јакне косата и дава сјај. Бидејќи содржи лецитин во себе, го раствара холестеролот и ги омекнува крвните садови. На тој начин се спречува и ги облажува последиците од кардиоваскуларните заболувања и висок крвен притисок. Како соин производ, значи освен како сос, например во палачинка, може да се стави и во супа или например во салата, како што имаме сервирано денес на нашата маса. Стигнавме до делот за козметика. И овој пат имавме прилика да разговараме со госпоѓа Жанета од козметичко-фризерскиот салон Жанета Естетик, која што подготви доста интересен третман за вас. Погледнете. Добар ден, госпоѓа Жанета, добро дојдовте во Второ мислење. Кажете ми, која е функцијата на биокозметиката за обоена коса? Биокозметиката, самиот збор био значи дека е природна козметика, пред се има функција да ја задржи значи бојата после фарбањето, добро да ја хидрира косата, да изгледа онака бујна, сјајна, да има волумен и значи да сите оние состојки кои што ги има, тоа се биомалината, биогрозјето и биоканата како три состојки главни, кои што навистина се фантастични како состојки, бидејќи сите се обоени. Каната знаеме дека и во минатото, жените кога воопшто не знаеле за боја, поготово за биокозметика, користеле значи кана, косите им биле навистина здрави, негувани, бидејќи самата кана делува значи многу природно на косата и како боја добива онака убав сјај црвенкаст или без разлика имаме и црна и црвена кана и портокалова и така натаму, така да и во оваа биокозметика се користи биоканата како растение за да ја задржи бојата. Имаме големо количество на филтри кои што се извадени нели од овие
природни растенија, потоа биомалината која што исто има фантастична боја, нели, јак пигмент, и така да со помош на овие јаки пигменти, исто така и грозјето, бидејќи е обоено, нели, вакво овошје, поготово грозјето е многу поволно во оваа биокозметика, бидејќи содржи големо количество на Е витамин, така да навистина третманот за обоена коса е нешто што може секоја жена да си го дозволи, да биде среќна и задоволна од бојата, значи да не биде после неколку миења бојата, нели, паднала. На кој начин се внесуваат овие состојки длабоко во влакното? Па сите овие, значи, биосостојки се внесуваат со помош на инфрацрвена и ултразвучна пегла. Јас за гледачите ќе демонстрирам повторно во овој прекрасен третман кој што е со биокозметика како изгледа, значи, внесувањето. Овде ние само ќе ставиме неколку капки вода, затоа што косата, нели, во моментот кога е нанесена маска или било каков интегратор со протеини или било кое средство, значи, од оваа козметика, кога ќе го ставиме, значи, влакното помеѓу оваа преса, се добива една фантастична пареја. Со тоа можеме да покажеме на гледачите дека оваа пегла со ултразвук и инфрацрвена светлина е ладна пегла, значи не го гори влакното, а сепак, значи, ги внесува сите можни состојки кои што треба да пенетрираат длабоко во влакното и да го негуваат. Колку пати месечно треба да се прави третманот? Секоја жена и девојка, па и машката популација, оние кои што ја фарбаат косата, знаат дека еднаш месечно, нели, се фарба, без разлика, нели, колку е тоа подникнато, освен ако некој не сака ни неколку милиметри да биде, тогаш веќе, нели, почесто е малце со поголем интензитет, значи фарбањето почесто во месецот. Со биокозметика морам да напоменам дека и да се фарбаат нема да имаат никаков проблем, бидејќи нема да има оштетување никакво хемиско. Тоа е многу битно, како број 1, како број 2, значи можеме да ги правиме овие ритуални третмани за да ја задржиме бојата, интензитетот, значи и сјајот, со помош на биокозметиката. После фарбањето би било пожелно, нели? Меѓутоа, ако имаат желба, може и повеќе пати, да, затоа што немаме никакви нуспојави. Третманот за боена коса ја заштитува косата и го продолжува траењето на секој вид на боја. Третманот делува на боената коса како светлосен рефлектор, благодарејќи на специјалните активни состојки со технологијата на тонирање од биомалина, екстракти од кна и биогрозје, заедно со филтрите за сонце, кои формираат заштитен слој за одбрана од надворешните влијанија. Активните состојки биомалина содржи минерали, витамини и овошни киселини кои ја прават косата сјајна и блескава. Биоекстракт од грозје, богат со биофлавониди, се бори против оксидантниот стрес, но исто така има и одлична хидратантна структура. Екстракт од кна длабински ја храни косата, враќајќи го нејзиниот сјај и цврстина. Шампонот со цветен мирис на бел цвет, роза од дамаск и глок, специјално наменет за боена коса кој длабински чисти, не го оштетува хидролипидниот слој на кожата на главата и го продолжува сјајот. Ја штити боената коса од сонце, вода и оштетување. Се нанесува на влажна коса со масажа, која може да биде 3 до 4 минути за поефикасно делување на природните состојки и се плакне. Откако косата добро ќе ја исплакнеме, како следна постапка е нанесување на маска, која е интензивна, концентрирана и антиоксидантна, комбинација од биоактивни состојки и UV филтри. Ја одржува бојата со тек на времето, го олеснува расчешлувањето, дава сјај и ја прави мазна. Дејството ќе го засилиме и зголемиме со примена на инфрацрвена и ултразвучна пегла. Секој прамен се поминува по 2 пати со пеглата од двете страни и на крајот темелно се плака. Како следна постапка е нанесување на концентрат или така наречен обновувачки протеински интегратор, кој ја обновува содржината на протеини во косата. Може да се користи на сите типови на коса, а особено погодно делува по хемиски третмани. Благодарејќи на маслото од кокос, екстрактите од цвет на портокал, длабински ја храни косата и ја подобрува еластичноста.
Дејството на спреот многократно се зголемува со примена на ултразвучната и инфрацрвената пегла. Протеинскиот интегратор не го плакнеме, косата е помината прамен по прамен и сега можеме да ја обликуваме. Гледавте уште едно издание на емисијата за здравје второ мислење. Следете на нашата Facebook страна и никако не ги пропуштајте репризите. Повторна средба ви закажувам следната сабота во истиот термин. До гледање!